Добар ден, драги пријатели, и добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за темата триглицериди, односно за како реално да си помогнете при решавање на овој проблем кој што е секојдневие. И триглицеридите како триглицериди не е страшно ако се појават и ги видите на крвна слика дека се покачени. Страшното е тоа што повеќето од луѓето кои што ќе видат покачени триглицериди и покачен холестерол и така натаму, го прифаќаат тој факт како нормален и како секојдневие, затоа што денеска е нормално и денеска многу луѓе имаат покачен холестерол и триглицериди, дури и самите доктори и медицински лица понекогаш затоа што како секојдневие го гледаат тоа, понекогаш знаат да речат не е страшно или па да ги покачат границите во кои што е дозволено да се има триглицериди и холестерол, и тоа е навистина поразителен факт затоа што тоа е сериозен сигнал дека нешто со вашиот начин на живот не е во ред. Одно што денеска јас ќе зборувам се практично неколку насоки и работи кои што би требало да ги превземете доколку сакате да ги намалите триглицеридите. Генерално се сведува на добри навики, на физичка активност, на добра и квалитетна избалансирана исхрана, но сакам чисто да ви дадам некои детали и насоки кои што се поважни доколку се соочувате со оваква моментална ситуација. Оно што јас на прво место би го издвоил е вежбањето и редовната физичка активност, и тоа аеробни вежби од типот џогирање, возење точак и така натаму, затоа што аеробните вежби многу повеќе го стимулираат, ја стимулираат појавата и лачењето на добриот холестерол кој што драстично помага да се намалуваат триглицеридите. На второ место би ги ставил растителните влакна. Често растителните влакна, барем во она што јас го имам зборувано тука за здравје на дигестивен систем, често ги поврзуваме со здравјето на дигестивниот систем, и тоа е така, но она што можеби некој од вас го нема добиено како информација е дека растителните влакна се делат во две групи, а тоа се нерастворливи во вода и растворливи. Оние кои што се растворливи ја имаат истата функција како нерастворливите, само во кардиоваскуларниот систем. Од типот нерастворливите имаат задача да ги чистат зидовите на вашите црева во дигестивниот систем, додека растворливите растителни влакна имаат задача да ги чистат зидовите на вашиот кардиоваскуларен систем, вените и артериите, што придонесува да се намалуваат триглицеридите. Затоа растителните влакна се една многу важна работа која што треба да имате во вашето секојдневие. Тука на трето место да речам би го ставил маслиновото масло, затоа што маслиновото масло е масло кое што изобилува со мононезаситени масти, а мононезаситените масти многу помагаат да се намалуваат триглицеридите, и особено доколку се заменат со другите масла од типот, ако можеби во моментов користите сончогледово масло дома, комплетно заменете го со маслиново масло. Доколку користите можеби други масла или користите за готвење други масла или маргарини или сало или путер и така натаму, комплетно заменете ги со маслиново масло. На тој начин кога правите комплетна замена на сите масти со мононезаситени масти, многу помагате за да се намалуваат триглицеридите. Четврта работа која што би ја ставил тука е да ослабнете, нешто што не е ништо ново и не е логично, затоа што покачената телесна тежина и покачените телесни масти и висцерални кои што ги имате во вашето тело се еден од најголемите можеби причинители за да се расипува и крвната слика, и тоа е само надворешен показател на тоа како вие се храните и надворешен показател и очекување дека ќе се направи нешто и ќе се поремети нешто и во крвната слика. Така да тие се некои насоки кои што јас би ги дал 4 кои што би ги издвоил за борбата против триглицеридите доколку ви се покачени, но повторно немојте да се фатите за само еден и за било кој од овие работи да само на тоа ви е фокусот. Она што константно јас го зборувам во овие епизоди и константно го зборувам со луѓето кои што работиме, дека се работи за континуитет, во редовност на оброци, во добар појадок, во континуитет на вежбање, во континуитет на пиење вода и во правење на
баланс во исхраната, не се работи за конкретен производ или магично стапче кое што ќе ви ги реши проблемите или за терапија која што моментално на краток рок можеби ќе даде добри резултати на крвна слика, но при тоа да не го решите коренот на проблемот, а тоа е вашиот начин на живот. Така да, дечки, верувам дека на некој од вас ова ќе му помогне, ако познавате луѓе во ваше обкружување кои што можеби се соочуваат со овој проблем или се борат со овој проблем подолго време, споделете им ја оваа епизода и не бидете себични за себе да ги чувате овие информации. За тука денеска јас завршувам со оваа тема и се одјавувам. Ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!